Драги мои, добар ден. Добро дојдовте во најновото издание на овој наш и ваш подкаст Демократски импулс. Вие ја следите 8-та емисија на овој наш подкаст. Денеска имаме мощно интересен гостин, како што умеам да кажам, впрочем секогаш, па и не е далеко од вистината дека и секогаш сме имале интересни гости. Денеска ќе ни биде гостин Илија Петковски, дипломиран геолог, и поточно он сам ќе си го каже своето звање. Да, здраво, Добре дојде, Илија, и чувствуваме се на како дома. поканата. Да, јас почињаме од тајталот да тајтал, кажеме, да. што може да е секундарно животот, ама инаку сум магистар од Сорбона, од Париз, магистар по науки на планетата Земја и универзумот. Тоа е целосниот тајтал, иначе геолог е сосема добро резиме за све ова што го кажавме. Или може ли вака да не идеме на вие, да идеме на ти, јас и ти Да, се познаваме познаваме. долги години. Впрочем, имаш и ти подкаст, сум ти го ја на тебе гостин. Да. Или прво прашање, дали планетата Земја е рамна? Рамна е, да, и ја држат точно 4 кита. Зашто има некои причи дека се 2, овде биле 4. И тоа и како што слушнавме сега скоро, дека има луѓе што паѓаат од ќошот и цела фамилија им исчезнува одеднаш, за да не кажат дека овие паднале. Значи китовите се криви, да не. Да, па мора да ги храниме некако. Со тие што идат до крајот на земјата. Добро, сега би сакал малку посериозно нормално да навлеземе во твојата приказна. Да. Ова беше само една кратка шала. Да. Кажи ни накусо нешто повеќе за тебе. Јас знам, но нашите гледачи да дознаат нешто повеќе за тебе. Сакам да те представам во најдобро светло, нормално. Ајде да почнеме со причава, може да почнеме од средно школа. Од средна школа, заради тоа што ти си не студент ветеринар. Да, Драчево, ветерина. Од секојаш, значи од дете зборам, така сум се наводно имам израснато, од секојаш сум бил опкружен со животни, од сите можни врсти на животни, стрекни и нестрекни приказни, како и сите што израснале со животни, и од секогаш сум сакал да бидам ветеринар и се запишав во средна ветерина и многу е добро да иде секој оне што сака да оди да биде ветеринар еден ден, да помине кроз прво средното. Значи не идете медицина, не идете Јосип Брос, Орце и така натаму, идете директива ветерина и тука ќе сватиш можеби дека не си за ветерина, како јас што сватив дека не можам, значи не можам затоа што треба да бидеш инвазивен кон физичкото на куќето конкретно или било кој миленик и животно. Тоа јас не го можев, значи не можев да ја поминам таа граница, има психолошка граница и добро да се свати усредно. Затоа викам дека е добар нашиот систем едукативен, зашто у средното ни е насочено, за разлика од многу држави кај што е општо средното, кај нас може да биде насочено, може и општо. Ама многу е добро за дете што има некои идеи, сонови и така натаму, да си почне одма од насоченото, за ако сгрешил со идеите, може после се коригира понатаму. Во кој аспект велиш сватив дека не можам да го работам тоа? Па не може, кога стана збор за хирургија, например, кога треба да се гледање на отворат крв, валја. Па гледањето на крв не ми беше толку проблем, ама проблем ми беше, например, има еве сега сезона, имаш свински грип и сега се прогласува дека тоа и тоа подрачје го видовме и со птичиот грип истото. Значи гледаме дека во едно подрачје има прогласено епидемија, ти како ветеринарен доктор знаеш дека тие единки се здрави, комплетно здрави, но се под ризик и треба да ги усмртиш. И веќе се соочува, што е сосема нормално и што е сосема во наш интерес за јавното здравје, тие протоколи се измислени и се во ред. Значи не ги обвинувам. Па не е нехуман, него едноставно треба да можеш да го направиш и јас секогаш им честитам на колеги, другари, ветеринарни доктори затоа што може да го направат тоа во наш интерес. Тоа е за наше добро на сите. Меѓутоа јас не би можел да го правам. Ме сваќаш, не ги далеко од тоа дека ги обвинувам, баш напротив, исто и како и хуманите доктори. Значи ти кога ќе видиш што све се случува во хуманата медицина, реално треба да имаш некој
штоф да бидеш човек, некој габарит, некоја психологија, да можеш да отидеш за да му помогнеш на човекот или на тие околу него да направиш нешто. Исто и со други деликатни професии, полицајци, така да има професии во кои што може секој да се пронеде и за кои што може би секој... Добро, кога начнавме веќе оваа тема, тоест тие начна оваа тема, кажи ни, неодамна се случи нешто во зоолошката градина, што некои беа згранети, некои велат така треба. Што мислиш ти околу тоа усмртување на тие патки, шатки? Да, разни птици, да. Пак ја кажам, јас дознав, мислам, од мои извори дека тие птици биле здрави. Да. И ама тоа е целата поента на епидемијата и фактички кога сакаш да не можам македонскиот израз да го француски. Па фактички да ја заградиш, да ја спречиш да се шири, едноставно да ја смириш епидемијата кога имаш жариште, кога имаш ти случај кој што е Убаво кажа, жариште. Да, имаш жариште, значи имаш барем еден случај кој што или е сомнителен или е докажан дека е на вистина случај со заразна болест. Ти веднаш мораш тој периметар да го направиш и тој периметар е, пак ја кажам, за наше добро, значи да не се правиме сите луди, затоа што утре, не дај Боже да има вистинска епидемија каде што луѓе ќе умираат или ќе се заразат од таква болест, први што ќе ги нападнеме се тие што не ги почитувале протоколите, затоа што тие постојат. И тие се измислени не само кај нас, туку во цел свет, буквално на ист начин функционира. Сега беше прашањето како они ги усмртувале, па имаше видеа, имаше фотографии, па тоа било хумано, нехумано. Тука не навлагам, стварно не знам, значи тоа треба да се види, ако си има одговорно нека си ја носи, не знам, али дека треба да се направи кога има, пак ја кажам, институциите се тука за да не заштитат и треба да имаме доверба во нив. Кога е веќе усмртување, не гледам некоја си разлика во пристапот, како тоа би се направило, така да не знам зашто и би дискутирале околу се ова, кога на крајот од денот тоа нешто, така е. Кажи ни, што представува геологијата? Зошто баш геологија? Ти студираше на Сорбона? Да. Како е да се студира таму, зошто геологија? Сорбона, кога отидов на Сорбона, отидов природни науки, значи тоа е они имаат посебен оддел кој што е најголемиот факултет фактички во Европа за природни науки, каде што има 60.000 луѓе, од кои голем дел се истражувачи, има и студенти и така натаму. Тоа е во срцето на Париз. Е тој кампус и тој оддел. Прв рангиран од Европа, од сите европски факултети за природни науки е рангиран според Шангајска листа како прв. Во тој се запишав затоа што искрено лутав, сакав да останам во допир со природата, во допир со животот едноставно. Природните науки ме привлекуваа, меѓутоа знаев дека ветерината видов докаде можам јас, нели она што го разговаравме пред малку, во средна школа веќе го видов и го увидов и сватив дека не би можел да се пронајдам и да бидам добар доктор како што би требало да бидам. Затоа отидов на додипломски прво нели на Сорбона и тука меѓу другото ја открив и геологијата што за мене беше тотална непознатица. Значи на вистина имавме еден професор, они во прва година ги ставаат буквално најболите професори што ги имаат во секоја гранка, за да таа гранка после ги придобие што поголем дел студенти што ќе студираат тие предмети, таа област фактички ќе се специализира во тоа. Наредната година. Тоа ќе започнам следно прашање, околу професорите. Така. И тој професор што го имав јас, значи тоа беше професор. Може слободно да кажеш кој е тој. Да, тој е Мисио Курди. Од него имавме сите, тоа Библија ја викавме, значи книгата, почетната книга за геологија, секој геологија има и почнало таа, значи она basic геологија он ја има напишано за Франција нормално. И од тука он имаше предавања кои што беа страсни
беа буквално во текст со случувањата, збиднувањата во моментот. Значи вчера имало огромно цунами, ние денес работиме со податоци од цунамито и треба да израчунаме со која енергија се ослободила, каде бил епицентарот, да направиме симулации и така натаму и така натаму. Значи буквално работевме со најновите податоци од НАСА и така. Значи за мене беше искрено тие предавања првенствено ми беа малку као научна фантастика, прво кога почнавме, зашто воопште не знаев дека таква област, дека таква наука постои. Наука кај што учиш за диносауруси. Значи тука имаш од Хари Потер до Индиана Джонс до Майнкрафт ТВ, значи буквално е еден склоп на многу да кажам, види тука на пример и технологија влегува, затоа што изучуваш од ураниум, изучуваш петрохемиска индустрија и така натаму и така натаму. Значи огромна дејност кај нас се редуцирана на мање више на рударство и градежништво, геологијата, меѓутоа во светот таа дава минералогија, дава значи делови кои што се за компоненти за најнови технологии што ги работиме се сепак минерали. Дали можеби геологијата како област, како наука си ја засака токму заради тој професор што Да, апсолутно. Значи он држеше предавања, ние бевме 2000 луѓе, 2000 студенти на предавање во амфитеатар. Тоа се големи трибини стадионски, да кажам, во склоп на универзитетот. Тој кога зборуваше имаше солзи на очи. Значи буквално збореше со страст. Сега збориме за камења, нели? Треба да те пасионираат камењата за да имаш солзи на очи, ама он успеваше у тоа. У еден момент, тоа беше може трето, четврто предавање, ни кажува дека е далтонист. Сега не знам дали си видел геолошка карта, значи геолошка карта е шлаканици бои, што не е, мислам, сосема не кореспондира со географските карти и е доста неразбирлива. Он како далтонист имаше толку голема страст, толку голема пасија за да стигне и стигна, значи јас кога веќе магистрирав на крај, он не повика, после имавме неколку студенти не повика на крај кои што магистрирале и не повика во Академија на науки и уметности и он беше буквално главниот, он е таму секретар, сега не знам кај нас дали директор или што и да е, председател валјда. Јас слушнав дека бил вечен секретар. Такви им се титулите и они кога ќе починат, фотелјата им останува, името им останува. Значи на масата они кога се собираат, зборам за Академија на науки и уметности, они секогаш го имаат своето столче, затоа што се рачунаат за бесмртни. И он затоа беше вечниот секретар на науки и уметности. Интересно. Значи во тие амфитеатри што ти си одел на предавања, да подсетиме дека своевремено предавале и големиот Пиер и Марија Кири. Да. Добро, ние Пиер повеќето тука кај нас во Македонија го знаат по песната на Владо Јаневски. Нажалост. Дали можеби ова Сорбона ја прави на некој начин поразлична од останатите факултети? Што мислиш ти околу се ова? Тоа што го кажав и за професор, буквално првенствено е приказна. Значи ти продава приказна. Ти седиш у клупа во еден многу мал и стварно незгоден амфитеатар. У прва година не ставаат од тие клупи, каде што имаш петрохемија, на пример, предмет и каде што има огромни постери на истите табли, на истите клупи, како Пиер и Марија Кири држат предавања. Значи буквално на истите. И куќата нивна што е забранете влезот бидејќи се уште е озрачена, постои уште во склоп на тој дел од универзитетот, бидејќи универзитетот е направен на тоа место каде што они ги правеле експериментите. Пак ја кажам, прича е. Значи он трга од тоа и те освојува. Значи идеш у библиотека, ти вика не постои книга што ја немаме. Значи у универзитетската библиотека. Они ако ја немаат у тој момент, имаат обврска за 72 часа, било која да е тематика на книгата, да ти ја обезбедат. Значи он ти ја обезбедат за 72 часа било која, затоа што на нивен студент им требала таа книга. И ти ја носи
нормално ја консултираш и така натаму. Ние консултиравме, некогаш работевме на еден проект, тоа беше за дипломската симулација, беше посето и стварно реален проект, работев. Мислам, тоа беше сосема случајно, на Айфелова кула. Работевме буквално со документи од Айфел. Значи оригиналите ти ги вадат. Сега он ти ги вади, доаѓа човек како у филмовите, со ракавици, со пинцети, ти ја врти, ти не ја пипкаш, ти не учиш од таа книга. Ама он ти ја вади зашто тоа е дел од причата. Ме сваќаш? Да. И стварно не можеш да не бидеш добар. По завршените студии, каде те води патот? Твојот животен пат. Патот, значи од Париз, стварно кога си студент е прекрасен град, на сите што студираат, што ја гледаат твојот подкаст, твојата емисија што ја гледаат, стварно им препорачувам топло. Париз за студирање е феноменално. За живот веќе, за работа е многу напорен град, многу тежок град, многу е брз, многу е динамичен. Ќе говорим и на многу бара, многу бара енергија од тебе и сакав едноставно да се тргнам од тука, значи било каде не ми беше важно, само сакав да се тргнам од Париз, отидов во Нормандија. Тука и се ожени, значи жена ми која што е од Македонија. Не, у Нормандија на почетокот е тоа, скоро се на почетокот, значи тука сме десантот на Нормандија, Втора светска војна, тоа е фактички на Ла-Манш, на протокот Ла-Манш, во Франција сме, северниот дел, карши Англија, Велика Британија. И тука прво работам на неколку проекти, после тоа ми дава титула, бев на едно директор он има регионални најмлад директор во таа фирма каде што бев јас, мала филијала ми дада, филијалата реално беше пред умирање и беше малце челендж, као деме кајде, детево многу не амбициозно, нека се проба, ако успе, ако не, никому ништо, и успеав. Реално денес се топе, мислам таа филијала и денес тој дечкото што ме наследи си ја држи, си ја води и така натаму. Но малце ми скок на морам да те навратам. Ајде. Првото твое работно искуство, кога веќе говориме на оваа тема, ти било со твојот дедо, ако не се лажам, помошен водовоđија. Да. Тоа не е ни помошен водовоđија, тоа они го викаат шутист. Шутист е некој што го симиња шутот. Шутист имам ја професија, тајтол имам добар. И фактички они кои работеа во Париз, во тие што се буржуаски квартови, зашто само во такви работеа, тоа беа цели екипи, он беше водовод, имаше електричар. Да, 40 години они беа таму. И мене ми го дава, бидејќи немав никакви квалификации, бев тука дојден за да студирам, значи мене првиот поклон на дедо ми беше работничко дело. Плаво работничко дело, ми рече добре дојде во Париз. Така ме пречека. И ти го виде Париз на еден друг начин. И го видов на сосема поинаков начин. Тие буржуазиски згради кои што се направени каде што на првиот спрат се знае кој живее, на вториот и третиот и така натаму, и на последниот спрат живееле и се уште има такви згради каде што се уште се почитува тоа, меѓутоа веќе изумрено, живееле, сега се студенти најчесто таму, иначе таму живееле слугите. Слугите биле најгори. Сега, слугите исто така никогаш не се мешале во истиот влез, не влагале со другите жители на зградата. Зашто теписонот црвениот, многу мал лифт дрвен, многу убав, не знам Уристичева палата ако сте го виделе, не е од тој стендинг, ама е прилично интересен да се види, значи многу мал лифт, отворен лифт скроз, со дрвено, со килимче, со црвено, со све, тепих као театар. Сега, јас као шутист немав право да ги користам тие скали и тој лифт, него требаше повртените скали да го симињам шутот. Со вреќата ќе си завртиш. Така, затоа што не бев од таа категорија на луѓе, не ми беше мене таа намената со која што сум влегол у зградата, нели? Јас требаше да го фрлам шутот. И шутист, да знаеш дека многу е комплицирана работа, зашто прво треба да знаеш како да го сложиш. Зашто ја кога ги симнав првите вреки, ме боде стакло, ме боде камен, ме боде шипка некоја, ме сакаш, не сум ги сложил добро, зашто треба да знаеш кај ќе ти биде грбот на вреќата, кај ќе ти се допре вреќата, ме сакаш. И тука више сватив дека има некоја филозофија како треба ти геометриска да си ги распоредиш шутот, зашто најмалце да ти тежи и најмалце да те боде у грб. Тоа беше најстрашното. Да. Тоа го работеше претерано добро искуство, го работев буквално кога не студирав. Ја првата година учев само јазик.
Аха, јазик. Значи, кога учев јазик, да, првата година тогаш бев најексплоатиран, затоа што тогаш имав највеќе слободно време и тогаш симнав највеќе тони и шут, претпоставувам, во мојата кариера. Да, тоа е една добра година траеше, убава, каде што студирав, значи прекрасно искуство. Значи са бајле идеш, ти доаѓаш со луѓе од цел свет. Зборам, Сорбона исто беше само за јазик, затоа што во Франција не можеш да студираш на друг јазик освен француски јазик. Нема никаква опција. Сега ни на приватен, мислам било како. Каде сакаш? Не, мора на француски. Али затоа ќе ти даваме сите услови за ти да ни го научиш јазикот. Нема проблем. Значи ќе инвестираме, ќе те носиме у најбољи места, ќе ти ставиме добри професори, значи све ќе биде субвенциониран, метрото ти е скоро џабе, социјално ти е џабе, значи нема проблем, само ти научи го јазиков. Јас го учев јазикот една година точно и за време на таа година значи имаше предавање од сите можни сфери, ако сакаш плюс си зимавија додатни часови, што помалце шут да симнам, толку поише часови. Така да имаше моменти кај што учиш фонетика, учиш историја, култура, многу работи научив за Франција и само извини тоа сакам да кажам дека влагаш си во раскош, значи буквално тогаш бев му старата Сорбона. Зборам за јазикот, бев му старата Сорбона, буквално онака со плафони нацртани, со златно, со позлатено и така натаму. И после идеш, фаќаш метро, идеш се пресовлакаш у плаво, си видиш и си викаш, слушај, или ова, као знаеш, две слики, две варијанти имаш на животот, ти одбери тоа е тоа. Така. Сега доаѓаме до моментот кога ти веќе си напреднал, сега не си шутист, него работиш во Макдоналдс. Да. Голем скок у кариерата, голем пресмех. Како беше пак таму? Да. Макдоналдс исто феноменално. Топ, стварно штета што нема Макдоналдс кај нас. И мислам сега се создава некоја таква типологија на small job за младите. Имало и ние кога сме биле, мислам, дечиште, имало такви работни места по кафичи и така натаму. Ама не, мислам дека не е скроз иста систематизација како во ланец за брза исхрана. Сега кај нас немаме нели Макдоналдс, ама да не им правиме реклама, имаше, ама има KFC, Бургер Кинг, да ги кажеме сите. Да, сите што се тука и мислам дека младите можат многу добро се пронесат затоа што работиш под газ, работиш под пуна пареа, си никој ништо, буквално никој ништо. Ваму бев шутист, ама бев почитуван од сите работници, зашто бевме заедно јадевме паштети, седнати на, ме разбираш, значи имаше делење. Како и тука исто. Да, нормално. И независно кој на кое ниво е и што работи. Ме разбираш, за разлика од Макдоналдс, каде што имаше реална хиерархија, имаше кланови. Сега ова е типично за Франција. Имаше кланови каде што беа арапи, значи они беа арапите беа еден клан, црнците беа друг клан и имаше индијци, немаше балканци. Не, белци многу малце. Значи ти беше сам. Јас бев сам и белците обично они ги ставаат на каса. Мене ме ставаа прво на каса, демек као они се витрината, демек и така натаму, да. Али после сватив дека најболјето ти е у кујна. Најболje се работи у кујна, зашто на каса имаш многу поголем притисок и од кастомерс, и од кујна, и од менаџер. Значи, уствари си притиснат од сите страни и работиш со пари и реално... Не е најтешко во кујна? Па, искрено, мене на почетокот ми беше пеколно тешко, зашто не можеа да ме сватат кој сум. Шефовите на кујната беа индијци. А ти беше во кујна? Да. И они мислеа дека сум арап. Ама не им беше јасно зашто не сум со арапите. Значи на нив белец не им доаѓа, знаеш, плави беа тие поише. На каса други беа плави, ја некако се повлеков ваму и имаше прича кај што у еден момент јас си фрлам, тоа не смеев да го правам, не знаев искрено, зашто мораш да си земеш од готовите сендвичи за да јадеш на пауза, не смеш ти свој сендвич да си правиш затоа што има стандарди Макдоналдс и немаш сега ти поише дупло кетчап или 4 корнишони да ставиш, а не 2, колку што следува у хамбургер, ме разбираш? Сега, ама ја не знаев и си фрлив бејкон на скарата. Фактички бејкон, сега види, има таму многу голема чувствителност према халал, према нели исламски начин на исхрана и све се иде на некое модерирање да не биде со свинско во преден план. И целата скара се користи само за говедско месо.
А јас кога ги фрлив моите две сланинчиња, затоа што таму не се пржат, сланините се ставаат директно замрзнати на плескавицата која што уште чврли. Значи ти од дома си ги зема, си ги фрли таму скара ги имаш сланинчињата таму, само сланинчињата се ставаат тенко исечени, полузамрзнати. Мене ми беше, викам, зашо полузамрзнати, а малце ќе си ги зачврлям, знаеш, ќе си ги фрлам онака. И тоа кога почна, знаеш, и мириса тоа, брат, онака. И овие се вртат, вика, бе, шо преш, индиција. Па вика плюс ова, вика ти, вика, како бе, вика ти, вика араб, вика муслиман, вика ваква ќе јадеш, вика, знаеш ли шо преш едно друго? Викам, не бе, не сум муслиман, како бе, не си, шо си, како си, зашто си, вам дом, Македонија, мајка Тереза, брат, двајцата, не знаеш, чудно нешто, ме разбира, значи се деша, шефовиве што толку ме мразеа, одеднаш само што им кажа во Македонија, вика, респект као мајка Тереза, почна ми збора, двајцата биле на некој таму патешествија, значи двајцата беа луди по мајка Тереза, и ми вика, ние сме платени да ти викаме, зашто менаџерот одгоре, он слуша и мора да ми го слуша гласот како се дерам. Ти, вика, работи си по твој ритам. И уживај. Да, вика, како стигаш така, да ме работава, не забушавај, али вика, не се замарај со мене, да. Викам, шо збори? Знаеш, сваќаш некои работи, некои енигми вака, животни, обштествени, што се, да, така се вкрстија многу лекции одеднаш. Што ти прави се учат. мајка Тереза? Мајка Тереза, фала и многу, барем на мене директна помош у кујната Макдоналдс. Интересно. Франција или брегот на слоновата коска, Париз или што мислиш? Каде ти беше подобро? Каде се снајде ти подобро? Па искрено види се. И од каде баш брегот на слоновата коска? Тука баш и не е баш позната таја. Ајде у кратки причи, да, тоа е бивша нивна колонија, француска колонија. У кратки причи 3 години бев инженер, после ми даваат тајтл као директор регионален на мала филијала. И тука 3 години исто, филијалава се дига, добри сме едно други, мене ми станува досадно. И сватив дека јас фактички функционирам на 3 години. И ден денес, еве и со ова што го работам бизнисот, значи буквално, ама не е предвидено. На 3 години мора нов проект, мора нешто ново да се случи, мора некоја така посериозна промена во начинот на кој што работам или тоа што го работам. И тој циклус, и сум читал за тој циклус за 3 години, мислам постоечки, стварно постои кај многу луѓе. И мене ми се деси да сменам работа, отидов во една мултинационална фирма каде што имаше 52 филијали и они ми понудија првиот пат да ја преземам филијалата во брегот на слоновата коска, која што имаше голема загуба финансиска. Јас одбив затоа што Татјана беше трудна со второто, а уште го доеше првото. И викам за нас сега плюс балканец жена да се пораѓа у Африка. Знаеш, мислам, сосема ми беше незамисливо. Не, да, ама идев ја цело време, знаеш, таму на пат и тоа, ама ми беше некако несоодветно, да кажам. А на нив па сосема спротивно, за нив е сосема нормално, значи они си идат, француски семејства си одат таму на најнормално и си се пораѓаат и жени и све и свашт. И окей, ме остаја, значи се породи Татјана, второто го добивме, све е супер, поминаа некои си 6 месеци фора, едно друго. И ми се јавува повторно директорот, вика, слушај, вика, знам сега се роди дето, пркна ваму таму, вика, сега мислам дека си спремен и ми дава втора понуда. Значи првава беше добра понуда, вторава, ти викам, још болја, зашто они мислат дека ја преговарам. Ме сваќате? А викам, дечки, значи првава беше добра, сега да не се лажеме, вторава е звер. Ама викам, се она дој, сега стварно некако 6-месечно ми е, знаеш, маларија има, брат, знаеш, Александар Македонски од маларија умрел, ме разе, ние сме осетливи македонците на маларија. Викам, заеби, тоа све е супер, си тераме и сега си ги, јас сум им као европски, не е тоа менаџер, него као некој кореспондент, поема немам референт, не знам како ќе му дое нешто така, технички и многу често патувам таму. Третиот пат, значи више Малиов има година и нешто, овие дрско губат некој си €1.000.000 загуба, зборам нето после данок све, €1.000.000 за таа година загуба.
И ми се јавува председателот на фирмата со, значи 12.000 луѓе е фирмава со директорот. И ми вика, а ја идев некој предавање во Алжир на овие што се државни инспектори за градежништво, им држев предавања. Имав, не знам, 320 наобуки и беа секционирани по групи од 40 луѓе. И возам, вика, возиш, вика, паркирај се. И прород се паркирам. Не, ти удри срце. Да. Вика, слушај, вика, свативме едно друго, вика, еве сега, трета понуда, вика, ако ја одбиеш, сваќаме дека стварно не го сакаш местово, дека не е тоа прашање, дека е друго прашање и више нема да те замараме, тоа е тоа. И ми ја кажуваат понуда. Понуда која не се одбил. Да, викам, чекај се, викам, добро. До тука да се јавам, трак се јавам на жената, викам, слушај, викам, да не се деси еден ден да остареме, и да си кажа, ти тек некоја ти нудеа, знаеш, вакво нешто, значи нешто ненормално. Сега ти ме праша кај боле си се снашал, кај боле. Ја у Франција сум се снашал топ и ден денес имам супер другари, супер прифатен. Никад, например, имав многу добар другари си. Уште ми е другар, он е од Мајорка, шпанец, и он на тестовите секогаш пишуваше зашто анонимни се тестовите. Никогаш не знае професор кого оценува. И све е писмено, нема усмено, што е многу добро. Мене тоа стварно ми се свига и стварно треба да се применува, мислам и кај нас, затоа што стварно има оној субјективен момент кој што може да е за 10% од оценката, зашто да нема усен дел. И ваму има усен дел, ама за некој минимален процент. Али реалното треба да е искажано на писмено, посебно за природни науки. И он пишуваше секогаш првата реченица му беше извинете на правописот, јас сум странец. Ја викам, тоа никад нема да го напишам. Значи никад, сум се борел, ја првата фирма, значи кога бев она млад инженер кој текав првите 3 години, а мојот директор што ми беше таму и се уште другар добар, он мене ме прашуваше за некој, знаеш, пишува мејл, вика како се пишуваше? Ме сваѓаш зашто бевме во иста канцеларија. Само да кажам дека стигнав до тој момент затоа што не кев да се дадам, затоа што сакав да се интегрирам и се осеќав интегриран и реално немав никад проблем, буквално никогаш не сум имал проблем по никоја основа за да се снајдам, да речеме, во Франција. Си се борел да видиш на исто скаливо со секој француз. Да, најнормално. Да. Брего на слоновата коска, еве ти кажам, значи отидов со црвен тепех, ме сваќаш, значи отидов више со такви услови, што се, мислам, стварно, буквално, кај нас некој функционер висок, ќе има такви услови како што сум имал јас. А плата сигурно била и повисока од овие наши. Браво, Миле. Да. Не, стварно многу јаки услови. И успеа во тоа, и стварно, мислам, и они добро проценија дека сум човек за тоа што може да им го направи и за 3 години, јас им кажав 3 години дечки и стварно више си се сватив и самиот како функционирам, дека за 3 години они ќе добијат филијала која што не само што не губи пари, него заработува, има поставена хиерархиска, имам заменик мој, имам цела структура, хиерархија и начин на функционирање, бизнис и така натаму. И продававме, значи успеавме да продаваме мозок на црнци, ме сваќаш? Сега тоа е тоа малце, знаеш, навредливо, ама јас тоа секогаш го ставав у преден план, зашто успеав да им докажам у некои сектори дека нема разлика, само да му ги истите услови и тој ќе биде исто добар како тебе, а може ќе биде и подобар, како јас што сум бил подобар од французите, зашто французите они живееле во некоја благосостојба во која што јас не сум живеел. Кога сум дошол таму, јас сум бил шутист, они не биле у животот, па све тоа ти се и сум работел и Макдоналдс, они не работеле, не ме сега. И сега кажуваме тоа, ама тоа те јача, тоа ти дава волја, ти дава снаодливост, ти дава добра анализа, да процениш. Да те запрашам. Дали кога би се навратил, кога би се вратил во времето со некоја временска машина, што би кажале, повторно би го работил истото што си го правел или можеби би одбрал некој полесен пат, ако има полесен пат? Не, ја мислам дека мојот пат беше многу лесен. Јас секогаш сум се чудел. Не е баш лесен. Не, добро, не, веруј дека не е тоа толку, не е ни страшно, не треба. Мислам баш напротив. Не, јас стварно го кажам како нешто окей. Не е уопште, знаеш, сум се запрашал сам себе и мислам да ме ставиш у истата ситуација и со искуството дека никад не би можел да го повторам тој пат. Мислам дека тој пат, значи, како стигнав ја до таму? Значи, не ми јасно.
Знаеш кога ќе речат, Господ, ти текно имаш една прича, не знам дали ја знаеш, као има стапки, као двајца се у пустина, уствари еден како оди, он сам у пустина залутал и тоа. И после гледа дека уствари имало и две стапки, не, уствари, сега малце глупо го објаснив, своите стапки до некаде, тешко му е животот и гледа дека други две стапки доаѓаат покрај него, знаеш, и се фактички 4 стапки, као да иде некој му помага да оди, знаеш, и он мука и вика тој Господ ме спаси, као ми помогна да пребродам тој тежок период и така натаму, и после гледа дека пак се две стапки. И он вика, тука сум почнал да одам сам, вика, пак ми беше тешко, вика, како сум тргнал сам. Вика, не одеше сам, вика, ја те носев у раце, тоа се моите стапки. Баш тоа можам да го кажам како искуство, дека има некои моменти у животот што си викам, стварно да ми даеш да ги повторам, дека не би можел да ги повторам. Некако како да имало нешто јаче што ми направило. Значи сега ти одговори многу дипломатски, ни по моје, ни по твое. Моментот ми беше, сега ти ми каже дека не би го правил повторно истото што си го правил, бидејќи не би можел да го издржиш тоа, но е добро заради искуство, ако те сватив. Дали би го... Не, ја викам дека тој пат е топ пат, дека ако... Да, ма сега не би го повторил. Не би го повторил, зашто да не знам дали би успеал толку добро да го повторам, тоа сакав да кажам. Не знам дали би успеал, затоа што јас кога идам на полагање, за да влезеш у ПМФ, тој што е на Сорбона 6, таму се по бројки, значи ја бев во шестката, за да влезеш во тој ти прво полагаш тест француски, затоа што ти кажав дека нели првата година учевме француски јазик. Јас бев, значи, со сосема лошо ниво, за да уопште се појавам на тој тест. Мене ми рекоа, ти вика, окей, иди, како тренинг, али вика, овој тест, вика, не е, значи... Не е за тебе. Да, он е, например, не знам, сега лупам B2, јас сум A2, значи, далеку сум. Ме сваќаш, далеку сум, стварно, од тоа ниво. И викам, и се сеќам, еве се, ајде, тоа са бајле, ме боли стомак, дали е трема, дали е нешто. И си седнав на едно дзидче, зашто ми реков дека ќе одам, знаеш, на моите на сите им кажав, ќе одам да пробам, знаеш, и отидов. И ме болеше стома, и си седнав, викам, нема да се појавам, што барам, значи стварно неразумно е. Знаеш, се фрлаш само у оган, ќе се разочараш едно друго, никој нема проблем дека 2 години треба да го... Види, францускиот е комплициран јазик, да не се лажеме. Тежок јазик. Ама 2 години, фактички јас не го учев 1 година, ја го учев, тоа го полагавме, мислам дека беше, нема држи за збор, февруари, а јас сум почнал од октомври да учам. Ме сваѓаш, значи неколку месеци били упред, не било ни година дена за да се појавиш, а тој тест се полага обично после 2 години. Ајде после година дена ако си стварно добар и спремен. Како што не се осеќав дека сум, ме сваѓаш. Се појави таму? И се појавив и го положив. Тоа сакам да кажам, дека сваѓаш се како го положи, поема нема. Значи стварно не можам да ти кажам. Не можеш да препишуваш, значи не можеш да се некако не знам. Ете, тоа е мојавет. Ја сватив. Ме разбираш? Не знам. Има една приказна околу тебе што јас не знам дали е вистина, ќе те запрашам еве сега вака јавно. Кога веќе спомнавме брегот на слоновата коска, ти од таму треба да се вратиш за Франција или ако не се лажам. Имаш повторно нови понуди за да останеш таму. Не знам дали вистина или не. Да. Јас и кога се вратив во Македонија, јас им кажав на сите дека морам, мислам дека мене 3 години ми заврши, ја више не се осеќав корисен, наискрено во фирмата, не знаев што ќе им донесам плюс кога имав топ екипа. Мене досадно ми беше, наискрено, значи дечкиве работеа, турбо имаше проекти, имаше све, немаше корист фирмата од мене. Јас им викам да си одам, не остани ваму таму, оваа година многу ни значи, уште една викам, стварно немаше потреба. И викам и си дадов отказ. Јас си отидов. И кога си отидов, фактички друга фирма ми понуди да им помогнам да отвориме филијала таму, да ја менаџирам и така натаму. Ја викам окей, ама викам јас идам у Скопје, викам ја ќе шишам куќиња со жена ми. Викам јас сум у пензија, 37 години, викам јас сум пензионер, ќе си шишам куќиња, толку од мене у животот, значи на тема бизниси и не знам таму амбиции и ово оно.
И они се смеат, ако вика супер, ти шише и си правиш што правиш, ама вика ќе ти понудим, имав консултантски договор со нив, каде што исто 3 години кој што траеше, видиш каква коинциденција, и ден денес нивната филијала си работи, си има екипа која што си таму си функционира, си има клиенти и така натаму, и им помогнав, значи иде многу помалку, ама идев често. Таа понуда мислам дека била во кола додека си одел веќе за да ја напуштиш нивната земја и они тогаш чека застани. Добро, не беше баш така. На аеродром се најдовме, ама од прилика тоа беше. Да, на аеродром буквално. Па така беше со станокот, зашто јас идев преку Париз и си идев у Скопје и на нив најзгодно им беше да се најдеме у Париз и се најдовме на аеродром и као стилу, ајде добро, еве како така, ајде пишува, принтер најда, ископира, трак, печат и све си има, си подпишавме и јас си дојдов у Скопје со нов договор. Значи ситуација вин-вин. Ем ти си дома, да им помагаш нив, ем парички пус. Да, така беше. Да. Така, и ти уште од тога знаеше дека ќе шишаш куќиња во Скопје? Види, ние тоа го почнавме, приказната за Туту, ја почнавме со Татјана, затоа што гледавме више дека стигнавме на момент кај што сме финансиски независни и немаме... Туту се вика салонот за куќиња, да. И шишем. немаме потреба од ние скромно живееме, реално немаме потреба од некои луксузари за да живееме онака коректно како што си живееме и дојдовме до момент кај што одлучивме да се бавиме со некое хоби. Рековме више нема да влагаме у бизниси, нема нешто да развиваме посебно, сега едноставно ќе си кулираме и ќе си работиме нешто со куќиња. Зашто и Татјана и јас ние се запознавме средно ветерина. Она ми беше најубавата женска ветерина која видов, значи како да ја придам она трета, ја четврта. Мислам прва, ја втора, она прва, или така почиња тоа. Како сега дома те чека по чоколада сигурно тој може. Се надевам и поише. И рековме нешто со куќиња, ама не знаевме што. И сега размишлявме што идејата ни ја даде, значи случајно комшија над нас кај што ние го опремуваме локалов, пошто не знаеме што, ние пишуваме наскоро и ги ставаме сите знаеш онака брейнсторминг кога ќе си направиш идеи, ќе као пачворк вака изфрливме идеи, све што е поврзано со куќиња, го дигаш тоа и го лепиш на реклама на излог на Водњанска од 25 квадрати. Билборд правиш, билборд правиш, а не знаеш што. Наскоро и шлакај, тоа. Значи не знаеме што ќе биде, ама ставаме све и да видиме како ќе функционира. Значи, што ти кажам, некои идеи луди сме имале, али глупо е како идеја да кажам, ама доволно беше за да човекот што е познат од времето од МН-та, кога искачавме дискотеки, негова беше МН-та дискотеката, се симиња, живее над нас, вика, дечки, што ќе се дешава овде, му кажувам, вика, слушај како, не шишате куќиња, вика, не ми отварајте, зашто за моево, вика, ја чекам со месец, викам, какво шишање куќиња, бе, што збориш, викам, у Скопје, зашто у Франција, они си шишаат на излог, брат, и ти ги гледаш, и јас знам точно кај имаше фризери за куќиња. Ама дека у Скопје има да се шише и дека има потреба некој да шиша куќи, ја прв пат слушам. Тоа беше, ти кажам, пред 8 години негде. Па ти си еден од основачите на оваа дејност. Па не би рекол да, добро. Еден од првите. Ајде, промотор може да кажеме поише, зашто ние направивме голема експанзија. Затоа што се отворивме, ние тоа што го научивме го пренесовме на 30 луѓе кои што отворија сопствени салони и кои што денес работат успешни бизнеси. Ти имаш и школа своја за. Да. Ние тоа го направивме, отидовме у Париз, се обучивме, се вративме тука, инвестиравме меѓувреме, значи почнавме, учевме, многу изгубивме, многу пари, нормално, зашто тоа нели у бизнисот тоа не се вика загуба, се вика инвестиција. Инвестиравме многу пари, ама многу работи научивме, имавме и глупи идеи, имавме и добри идеи, добрите ги зачувавме, глупите пробавме да ги направиме малце по-смарт, така да можеш и од глупа идеја да добиеш добар резултат. И стигнавме до некоја рамнотежа каде што ние почнавме да функционираме онака окей, да кажам. Стекнавме фино искуство и така натаму и многу луѓе почнаа да ни бараат, види, можеш ли да ме научиш да шишам, сакам да си отвора.
И викаме why not? Така Да. гледавме у академии, гледавме таму нас како не обучија, ги земавме програмите, видовме што ни фалеше, зашто ако е Парис имаше работи што ни фалеа и на нас се уште ни фалат, сигурно има некој још боле од нас што се и така натаму и почнавме да го правиме. Тоа почнавме да обучуваме луѓе да се отвараат нови салони. Се е моментална експанзија на таа дејност, се уште е дефицитарна. Значи Колку салони има по Македонија вака? Официјални се 60-тина, отприлика да кажеме луѓе што живеат од оваа дејност се може 100. Во Македонија, во цела Македонија се 100-тина, 60-тина се официјални салони. Се живее од оваа дејност? Да. Можеш да заработиш реално затоа што дишиш едно куче ти отприлика 20-25 евра, тоа го работиш за 2 сати. Види, реално се живее, тоа е иста класа, иста клапа, иста категорија на бизнис е како козметичко студио, фризерски салон и така натаму. Тоа многу е поделикатна. Значи, тука, да. Не, апсолутно е поделикатна, ама само да кажам во тој ранг си, значи зборам и со заработки, и со цени, сатница на пример ако гледаш и така натаму. Ако те сватив, твојот салон е исклучиво за кучиња. Нема мачки, нема папагали. Ја ти зборевме за папагали. Да, папагалите беа интересни. Докај си со папагалите? Папагалите, ајде да почнеме од папагалите, па после за мачките. Папагалите интересно што ние направивме, видовме дека во Македонија не постои стандард на занимање. Сега се вика стандард на занимање стилист за миленици. И тој го напишавме буквално со Министерство за образование и Министерство за труд и социјала, Агенција за образование на возрастни и така натаму, значи повеќе сегменти се вклучија и педагози, се вклучија и лектори и така натаму и тоа искочи во службен весник. Значи денес е дефинирана целата струка и тоа дојде на нивна иницијатива, не беше на наша, затоа што најискрено мене никад не би ми дошла идеја дека треба да се сече клун или ногте. Аз зборев со тебе дека тоа вистинска потреба, а не знаев и во самиот стандард има дел каде што се споменува и оваа дејност, значи сечење ногти на папагали И општо на птици, не само папагали. Општо на птици. Тука немаме знаење, мислам тоа знаење што го имаш ти, ама ние како груминг салони, сега имаме асоциација, федерација, сега ќе влеземе у Балканска федерација, основиваме со бившите републики. Да. Имаме, ја основавме заедно, мислам доста салони сме внатре. И многу ме радува што сме една од најактивните на Балканот. Така да сега преговараме и со Европската груминг асоциација, ти викам и плюс Балканска ќе правиме. Браво. Интересно е, мислам на таа тема има многу интересни работи што ги правиме, али мојабетов беше дека никој од нас, никој од салоните го нема знаењето за птиците. Како да ги Или јас и ти сме правили муеве, така да тука ти стоам секогаш на располагање, тука сум. Имаме консултант кој што ни оддоверва, фала ти. А иначе за мачките да одговорам, ми се деси ова лани октомври, значи 2023. Те прашам за братучетка моја, пошто таа ми спомна, има ли некој што мачки шиша, викам. Браво, одлично, сега ќе ти кажам, значи причава е многу интересна. Заслужува да биде снимена на подкаст. Летото 2024 23-та, извини, летото добивам неколку барања за вработување. Тоа сакам да те запрашам. Така, неколку барања на вработување, ама преку WhatsApp на девојки од Турција кои што живеат во Турција, турчинки што имаат груминг салони и сакаат да го отворат својот салон тука. Имаат некои бенефиции и така натаму. Немав, не, рандом они праќа, може и на други праќале на колеги. Мене ми праќаат и јас ги одбивам затоа што ние не вработуваме, јас и Татјана сами си работиме и таков ни е концептот и принципот на работа. Во октомври повторно добивам исто барање, не го отварам нешто посебно, викам фала многу, немаме никаква понуда од наша страна. Вика окей, дали може да ваш имејл да ви испратам моје портфолио, моје CV и мои видеа на изработки. Викам сега, види. Ти го пишува турчингата? Не, ова ми го unknown. Ја мислам дека е турчинка. Значи ја по дефолт мислам дека е една од турчинките, дека друга некоја, трета, четврта. Дека е машка турчинка. Испадна дека е машка турчинка од Кореја. Значи дечково е корејанец.
Види, у грумингот они се врвот на светско ниво, Јапонија и Јужна Кореја, у поглед на козметика, у поглед на козметика за миленици и груминг се број еден, значи ти зборам светски мајстори. Нивниот стил е најмодерниот стил, моментално сите пробуваат, сите учат, сите идат по семинари за тој стил. И од цел свет тој тебе ти И пишува. од цел свет мене ми пишува, види, мене пристапот ме зачуди, зашто ми бара мејл да ми испрати тоа. Викам, кој грумер ќе прво ќе има CV, па портфолио, па видео, па уште ќе ми бара мејл да ми ги испрати, па да ми ги прати 1 од 3, 2 од 3, 3 од 3. Викам, кој е овој организиран? И му отварам сликичката и гледам дека е азиец. Викам, се ова стана интересно. Отварам, па Сошот ми го пратил, гледам Јужна Кореја. Татко му е јапонец, он има јапонска култура, он има израснато голем дел од животот во Јапонија и таму има научено голем дел од занајатот. Има скоро 50 на години. И вика, сакам да дам. И сега јас мислам дека он греши, дека вика сакам у Европа да живеам. И викам, дечко, викам, да не мислиш за Македонија, што е, гледам збори англиски, се слушнав, збори релативно добро, коректно. Викам, да не мислиш Македонија што е дел од Грција, што е таму, викам, Таа е у Европа. Викам, таа е у Европа, викам, ние не сме, дека за нас Европа не е континентот, него е Европска унија. Он ми вика, не, вика, знам дека сте од Северна Македонија, ама не треба да ви кажам Северна, за да не ве навредам. Викам, па ти си читал, бе. Вика, значи, човеков, ти кажувам, направил, брат, он како го имаш анализирано нашиот салон и нашата работа, да се наежиш, да речеш, у денешно време, колку се достапни информациите, сега се отварам, си го раскажам животот, например, така? Да. Ама, тоа е, да кажам, своеволно. Али, ова човек што ти информации што не си свесен дека ги споделуваш, некој од Јужна Кореја ги собира тие и ги конципира и сваќа, ти прави анализа и ми кажува зошто го одбрал нашиот салон. Јас стварно се изненадив. Сега само да завршам, он е специјализиран за мачки. Апропо, и му направивме ново салонче, значи нашето салонче си е туту плавото, као канела што беа црвено и плава, а он е у розевиот. Розевиот туту е одма до плавиот намлечен, розевиот туту е за мачки. И он има голема слика мачка, не има голема слика куќа, така се разликуваме. И он е специјализиран за мачка. Он работи куќињата, прави Значи, малце скопнатме, он дојде во Македонија од Кореја специјално за од Кореја дојде и се вработи кај тебе сега и си живее кажам тука. Како дојде, значи тоа беше вторник кога го правевме овој муабет сега што ви го раскажав. Значи он ми вика, добра, вика ќе се видиме да видите дека не сум фейк, демек вика ќе си платам билет, вика да се запознаеме чисто да ви и ја да видам дека реално е тоа што он проценил за нас. Викам супер, живи здрави да се видиме, викам баш ми е криво, знаеш што ете се јавил што нема да се видиме најверојатно. И он ми вика добро, вика у петок дали одговара. Викам чекај кој што ми збориш петок? Вика сега, па вика денес сме вторник, вика у петок да дојдам да слетам. Вика гледав карта и викам можем у петок. И викам шо е работа? Викам дојде у петок. Он дојде у петок, човече, значи ја го зијам од аеродром, не знам колку саат са бајле, он ми вика јас сум спремен, готово. Шишаше, значи куче, маче, зајче, све ишише у тој ден да ни покаже што све знае од палетата на знаење, си ги донесе своите куферчиња со алати и така натаму. И тука он после идевме по кафани, нели, и кафичи и свати дека он сака да живее тука. После стана балканец. Он беше, мислам, балканец уште пред да дојде. Само тука си го пронајде рајот дека постоело такво место што на него му одговара. И он дојде тука, он беше фасциниран од све, човек, дека може јаболки да јаде у било кој момент. Значи тоа беше, ти знаеш ли јаболка што денес ми слика купил овоше, значи сезонски овоше, јагоди ми ги слика, вика Илија, вика ти не знаеш у Јужна Кореја што значи јагоди да јадеш, значи тоа јаде човече аристократ јаде јагоди, вика ја јадам, он купил цела гајба, ти текне јаде. Сам да кажам, тоа се некои благодети што јас живејќи 20 години и у Африка и во Европа лево десно, можев да ги согледам од дистанца, кога си внатре не ги цениш толку, што и може и логично и нормално, нели, за сите сме такви, не го цениме тоа што го имаме, недоволно барем, ама треба некад да се потсетиме дека треба да си го цениме. И тоа е тоа, дечкото значи си извади све најрегулар визи, мизи, тие таму кога ми кажа лични колку карти. време чекал за таму кај МТВ. Чекаше, али да, ама многу
Еве пак ја кажам сега за системот збориме, буквално не подплативме никого, немавме врски буквално, јас немав големи надежи дека нешто од тука ќе се среди. Све си замислав дека таа амбасада во Токио она ги направи тие документи и ги испрати до МВР. Ама некако тука, не знам, застана работава и он сам човече си отиде, си чекаше ред, си се представи кој е, дали се сожалија луѓево, дали функционира сепак државава, не знам, ама човече, значи он све најрегулар, сите документи му беа чисти како треба и си ги доби документите у тие рокови што требаше така натаму. Ете, мислам дека не треба секогаш да се плюка. Илија, малку сакам да продискутираме околу домашните миленици, околу животните. Кажи ни, дали според тебе можеби ни недостига некој закон за благосостојба на милениците, на животните? Да, има еден во изработка. Тоа што не достига, мислам дека и законите што се за сега што постојат. Видите, прашувам апропо моменталните случувања околу тепање на кучиња, со шипки по глава, па потоцна кучето и умре. Околу некои такви ситуации, што можеме да направиме? Мене тоа, драги гледачи, ме револтира. Ме револтира што посветуваме време, толку медиумски простор. Сега, окей, мислам, збориме за нормални, значи ние сме нормални луѓе, така, меѓу нас. Така вика. Се посвети медиумскиот простор, кој што е посветен на кучето кој што беше тепано и кој што умре, да ги собере, значи сите портали, сите вести, телевизии и така натам, не викам дека е лошо. Значи, окей, што се посвети таа минутажа, и еве ние ја посветуваме, така? Ама луѓето што се гризнати, луѓе што се болни од лишманиоза, која што еден од векторите го шират некои кучиња, и луѓето кои што навистина се истрауматизирани од напади, јас не сум видел, најискрено ти кажам, на телевизија не сум видел еден, секојаш увесник пишува црна хроника, тројца гризнати, 2 деца нападнати, ова. Никад не сум видел интервју да кажат, добро, како се случи тоа? Еве раскажете, кои се вашите траги што ги имате? Зашто тоа е стварно травматично. Види, ти се соочуваш со диво животно усред центар, си нападнат. Ме разбираш, живееш у најбезбеден град, главен град у Европа. Најбезбеден. Значи ти не ти најзагаден? Значи не ти е страв, најискрено. Значи еве девојка, 15, 16, 20 години, не размишља, ти у Париз, брат, не смееш да се нашминкаш, не смееш да облечеш кратко, не смее да ти се гледа рамо. Значи ти кажувам дека ние живееме во многу нормална средина. И каде што криминалот го има, ама обичниот граѓанин, зборам на улица, тој уличен криминал го немам и се надевам дека нема да дојде како што го има во други големи главни градови. Сега, најголемата безбедност, ама загрозување на безбедност број 1, освен сообраќајот што ние стварно лут и што се надевам ќе почне да се решава, малце по малце, ти се буквално кучиња. Сега види, тоа е животно. Значи сега ти си доведен у ситуација у 21 век да размишљаш дали ќе го свртам. Јас шетам мои кучиња и сега со моје чекај, таму имаше едно улично малце лудо, ќе свртам од овде и сега друг шета други, ми вика, слушај, не иди, оноа шета. Не ви требало со шипка да го... Брат, си има закон. Абе, таман работа, никој, види сега. Ми делува како да го на некој начин оправдуваш. Не, тоа што не оправдува минутажата која што дадена на тој чин. Значи, тој чин се случил и е за осуда. И тој треба да си има закон. Мислам, претпоставам и дека човекот ќе си биде осуден и свето. Значи, снимене, фатени се. И тоа е добро што има луѓе што штитат, значи, да не се разбереме погрешно. Тоа е окей. Ама, зашто? Не ми е јасно, стварно не ми е јасно. Побогу зашто? У нормална држава немаш ти луѓе кои што се жртви на куќа, кои што се буквално секојдневно соочени со проблем, нема ни минутка не му е дадена да покаже раните, значи оној со мечката и тој со волкот ги видовме, така? Зашто со кучиња нема луѓе да искочат со рани, еве ме гризна, еве ме истравматизира, еве ми го задави мојот миленик, значи еве го миленикот ми го уби,
улично куче. Еве, Тоа јас го ја нема. користам оваа прилика да ги повикам сите тие што се каснати од куче и од маче. И од мача. Од било кое И од животно, гула. слободно нека ме исконтактираат, ќе бидат тука гости, со задоволство ќе слушнеме нивната страна, нивната приказна. Да, супер. Тоа е добро зашто реално треба да се посвети, знаеш како, на проблематиката. Ај се ме праша за закон за благосостојба. Значи, ова што ти го кажав е само призмата на прикажување на работ, значи не живееме у реалноста. Реалноста е друго, брат. Наистина ти кажам. Значи ова сега што е сервирано од медиумите, вака кампањски средано, скоцкано, као демек добронамерно, крие огромни црни бизниси у позадина. Значи се скриени позади оваа прича што на нас ни се прода. Сите сожаливме со кучево, значи на сите ни е криво и да немаш куче, значи кога ќе видиш што е идиотизам да го маваш ти со шипка. Значи нема ни муабет брат на таа тема. Да. За мене нема муабет на таа тема, стварно ти кажам. Може би дали недостасува Animal Police? Знаеш дека пред Нормално дека години јас бев Да. еден од првите што се потпиша на таа листа што се правеше за да Да. се направи фактички Animal Police. На крај сето тоа се заташка, ништо од тоа не се случи. Нема Дали мислиш дека Animal, фали види тоа? сега, пак ќе кажам, значи Animal Police треба да има, значи секој случај треба да има контрола. Пази, во Америка, војко ми кажува дека ако дојде еднашка и ако види дека немаш храна за кучето, ќе те казни, ќе те опомени, вториот пат ќе те казни, трет пат ти го зима кучето. Нема тука муабет. Ако немаш храна, а не па друго. Да. Абе добро, за види, значи знам и овие им ги зимаат после назад, нели овие што ги посвојуваат, па гледаат како го чува и така натаму. Маде и таму има трикови, ама небитно. Кај нас се извитоперени вредностите. Ти викам дека во закон за благосостојба на животни, кој што треба до некаде индиректно да влие на најголемиот проблем, тема животни, кога ќе кажеш, одма збориш бездомна популација. Ние у нашиот петкаст сакавме да избегнеме темата, ја инсистирав да ја избегнам затоа што ми е преку глава цело време за тоа се збори. Абе има милион други теми што може да се зборат на тема животни, ние секогаш се фаќаме за таа тема. Пак ќе кажам, зашто се фаќаме? Затоа што не тангира сите и љубители на животни, и луѓе што имаат, што чуваат, и луѓе што не чуваат. Сите сме погодени на ист начин. Значи реално плоштадот кога ќе видиш со 10 кучиња, не ти дава убава слика. Значи реално не ти дава убава слика. Сега, што сега да кажам? Тука кога ќе видиш ти тимот што се создава за да напише еден таков закон, колку има вклучено еколози. Значи првиот проблем е еколошки проблем. Екологија. Еколозите треба да се бават со миграција на популации. Значи еколозите на оваа прича ги слушаме многу малку. Јас ги слушав минатиот пат, имавме во емисија од Македонско еколошко друштво. Кажи и они ни кажа подкастот Петкаст, така? Откритие се вика, да, Откритие платформата и го нарекуваш Петкаст. Да, Петкаст имаме како посебен оддел, да кажам, во Откритие. И во Искра, со Искра сме таму во Откритие, заедно онај ветеринарен доктор, јас грумер и тоа, ама не разговараме само за животни и само за кучиња. Значи баш сакавме да отвориме темата, ама за жал има една група на фанатици кои што све што ќе ја дирне таа тема, ако не иде у овој, сега више стана мејнстрим, а би требало да биде буквално нешто што е малце чудно и као weird, као постои, ама чудно е, а денес е мејнстрим, каде што, знаеш, не нападна и ме испровоцира и викам, ај ќе прочитам 2-3 книги, Секта. да ја видам таа тематика, да ја разберам малце тематика на популацијата. И кога ќе разбереш ти тематиката на популацијата, како што они не ја разбираат, ќе сватиш дека фактички можеш да ги побиеш технички и аргументарно на сите нивоа. Се согласувам потполно, јас ја користам прилика да им соопштам на сите кои не знаат, а тоа е дека многу лошо прават одредени луѓе во градов што ги хранат поготово кучињата на исти места. Значи куче, кога го храниш на исто место секој ден, и тоа ствара чопор. Понатака тие кучиња и да не се опасни,
ти ги правиш несвесно, куќињата стануваат опасни. Си ја заземаат таа територија, ти си виновник на некој начин. Куќињата никогаш не се хранат на исто место. Ја би рекол и свесно дури. Значи јас сум Може, видел може девојки свесно. зима чопорот и се шета со чоперот. И онака као, ме разбираш? Да. Мислам, и као, абе, дојдете, зошто си одите? Као, јас сега ги избегавам со моите куќиња, зашто знам ќе се деси нешто. Абе, дојдете, ајде, мислам, сегаш овие ги гледаш одма дека на алерце, зашто оваа храната ја држи у кеса, Да, ме разбираш? да. А они се тука. Тоа е тотална глупост, човечка глупост. Значи човечка тоа се глупост. има луѓе со проблеми, емотивни проблеми, значи тие треба да се разберат, да се сватат, значи не се за осуда тие луѓе, меѓутоа начинот на кој тие нивни бараат решенија на нивните емотивни и психопроблеми е сосема на погрешен начин ги реализираат и прават многу поголем проблем и за самите куќиња. Зашто ти тоа куќа ако сакаш земе си го и чувај си го. Значи нема никако, тоа е супер, чувај си го човек. Зашто? Значи имаш услови, сакаш земе го. Немаш услови, окей, мислам, немаш услови. Кај нас куќињата, јас ти кажам кога бев мал, улични куќи имаше многу помалку, наводно малски, значи ги знаевме, две беа и тие беа малски, знаевме точно кај се и што се, околу државна болница, тука јадеа од контейнерите. Тие беа слаби куќиња, болни куќиња, значи гледаше ти изнемоштени куќи. Денес бато ја гледам, значи толкави бабачко, значи нема да ми кажеш дека таа не е ни хрането, нема ни овакво, ни онакво. И развиваат болести други затоа што имаат и премногу допир со храна и така натаму. Ама самата таа популација стварно треба, знаеш, денес е насочена ова мејнстримот за да се прикрие црниот бизнис позадина што се дешава со нив, че у кратки црти што се дешава. Јас извезувам куќе, мене тоа куќе ме кошта 0 денари, мене град Скопје, тоест ние сите од нашиот данок ќе го кастрираме, ќе го стерилизираме, ќе го вакцинираме, све ќе му направиме. Во тој контекст, што мислиш околу стерилизацијата? Стерилизацијата како решение за намалување на популацијата или општо за милење? Како решение? Како решение? Не, мислам дека е добар, мислам оди во добра насока. Реално ти треба таа популација се реално види, овие сите што се дека се сите стерилизирани? Не се, апсолутно не се. Значи ти можеш да видиш и куќиња со маркички се гледа дека не е кастриран. А има више и тука се све со тоа некои позадински бизниси, ситни, значи тоа е тука треба Animal Police прво тој проблем да го реши. Зошто тие структури кои што треба да го решаваат проблемот не го решаваат? Прво тоа. После, кој се бави со извоз на куќиња? Каде одат тие куќиња? Тоа трна да го колку кажеш. пари се зима за тие куќиња? Кој плаќа данок за тие куќиња? Колку ти си го платил тоа куќе? Ти го зимаш, види сега, ти си извозник на било што, еве на шолје, така? Ама овие се општо добро, брат. Ме разбираш, овие ги имаш сегде. Ние си ги правиме, таков ние некој нацијата ние таква си правиме шолји. И сега тебе ти текна, ќе ги собирам ја шолјиве и ќе ги извезувам и ќе ги продавам. Ме разбираш? Значи зимаат куќиња од улица и и го ги продаваат во странство. Апсолутно. Праше го Google, брат, имаш цена куќа од Македонија стрейт до колку кошта. Иди на Кој сајтове. купува ти работа? Имаш 800 евра, 1000 евра. Му продава прича дека тоа е многу. Ете, овој сега, знаеш каква реклама им направи со тепањево со ова, тоа знаеш како иде, тоа фрчи, брат, по медиуми. Устранство, тоа фрчи, еве што прават македонците. Да ги спасиме ние. Македонците ги тепаат едно друго, вие земете ги таму ќе биде срекно, таму ќе биде добро куќето, овде се лоши, изнемоштени едно друго. И така натаму. А тука се што викаш најадени како мечки. Абе, види, ние сме нација, брат, пак ќе кажам, символично, на светско ниво нема друга нација, нема. На 1 денар, значи тоа ти е парата, символот, како што $1, €1, значи нема поголем символ монетарен и амблеме реално. Ти што имаш позади? Имаш куќе, брат. Сега ти таква нација, значи која што го ставила на тоа ниво куќето, не можеш да ми кажеш, ние сме куќкарска нација. Да. Ние сакаме куќиња. Да. По дефолт ги сакаме.
Дека има идиоти има, дека треба да се казна, треба. Значи нема што муавет на таа тема, нема јасно зашто да се прави. Него ние сме си кучкарска нација, ние имаме раси, сега има посебни раси кои што се прогласуваат баш од бездомната популација македонскиот паничар. Феноменално куче, го имаме Караман. Е така и сите што се вклучени во тој проект што е стварно многу добар. Караманот до каде? Дали веќе се официализира? По правило FCI требаше, не знам, ја како што слушнав за оваа година, ама не ќе да кажат пред време, чека да видат да биде тоа прогласен FCI. Он си постои како раса, ама уште не е признаен на меѓународно ниво и ќе биде првата македонска раса, што многу луѓе не знаат, многу мислат дека шарпланинецот е македонската раса, а ние го делиме со Србија. Со србите го делиме, така е. Да, за разлика од Караманот, кој што е чисто македонска раса и ќе биде првата македонска раса, после ќе следат најверојатно македонскиот паничар, има македонски хрт, има македонски загар, значи има на мозаици, има на фотографии стари, значи можеш да ги видиш тие кучиња и типологијата на тие кучиња. Ти правеше подкаст со Владко и со Маријан, тие се основачите на оваа наша македонска раса, Караман. Можеби знаеш или па не знам дека Александар Македонски имал Караман. Не знам. Да. И доста македонски воеводи се на сликите со Карамани. Да, и знам дека имал хрт, загар, ловни кучиња, така да има неколку македонски раси што реално има некоја генетика тука која што е на ова поднебје што е карактеристична и која што треба да се штити и да се промовира. Ама реално има љубители, значи љубители има, големи љубители на кучињата и лошо е да ни се продава таа прича и да се продава и во странство таква прича дека тука кучињата биле во многу лоша благосостојба. Затоа што тие држави кои што сега, каде што сега извезуваат они, го решиле проблемот на многу порадикален начин. Значи, они сега на нас ни продаваат причи како ние треба да го решиме проблемот, ама од нивен аспект, од денешен нивен аспект. А они како го решиле проблемот, тоа значи не се кажува, ама се знае. Тоа е напишано и има записи. И они денес го решаваат на истиот начин проблемот. Во 2024 април имаше одстрел на кучиња во Франција, декрет официјален кој што беше во употреба и во сила. Затоа што таа проблематика, има проблематика беснило, има проблематика лишманиоза кај нас и така натаму. Многу кучиња кои што одат од Македонија се еутаназирани при самиот влез во таа држава, затоа што носи заразна болест која што е искорената од тие други држави. Они се штитат од нашиве кучиња кои што потенцијално можат да носат некои болести. Има и убави причи у тоа вдомување, тоа е супер све, али реално не е регулирано, не е транспарентно, има многу упозадина, многу пари се уигра, има многу плаќања кои што не се воопшто евидентирани и кои што би требало да се воведат некако во ред. Не знам, тоа тие што си одговорни за тоа, нека си го барат. Илија, сосема за крај, дали има нешто да кажеш што сакаш, што не те запрашав, можеби вака, да ни порачаш? Кажав многу работи, што сакав и што не сакав. Нека си седи како што си е. Фала ти многу на поканата, супер е, продолжете, ги гледав претходните епизоди, сега сме 8-та, првите 7 ги изгледав, супер е све. Дали ти се допадна? Да, топ е, одлично е и убаво што имаете мешани мислења, мешани ставови, различни теми, тоа е убавото и малце да се разбие тоа. Јас секогаш сум против монополи, секогаш сум сакал да се нешто да стане малце пошарено од тоа што е, зашто секој камче, знаеш, мозаикот па има своја вредност, има своја прича од каде што и така натаму. Се надевам дека во тој да успеваме заради тоа што многумина и мислеа дека ова е само политички подкаст, што не е тоа суштината наша. Доказ си ти многу наши гости што ни биле што не се политичари. Така и што не гласа. Ако смеам да промовирам, не гласам. Секогаш ќе ни бидеш добар гост кај нас и ти посакуваме среќа. Фала и среќно и вас. А на вас, драги мои, доколку ви се допадна овој подкаст, нормално дека треба да стиснете лајк, да го споделите ова видео за да достигне до што поголем број на луѓе и бидете така, ве оставам во добро здравје.